Денес треба да продолжиме со четвртиот печат. Па имаме на располагање некој половина час. Ке отвориме повторно во 6 глава од Откровението. Откровение 6 глава. Четвртиот печат започнува кај 7 стих од 6 глава, каде што читаме. И кога се раскрши четвртиот печат, односно јагнато кога тоа го прави, нели? Лавот што победил од јудиното колено, од јудиното племе, го чув гласот на четвртото животно или четвртото суштество, кое рече: дојди и гледај. И видов. Овој превод вели: ете сив конј. Не знам дали некои други преводи поинаку го опишуваат. Како? Имате некоја различен опис, различна верзија за бојата на четвртиот конј? Секаде пишува сив. Сив, добро. И ете сив конј. Сега зашто сив, ке видим. Самиот текст кажува зашто. А сиво-зелен. Нешто слично како овие споменици на плошта. Сив конј. И на него јавач, чие име беше смрт. Името на јавачот беше смрт. И адот врвеше по него. Адот. Исто така. Домот на мртвите. Подземјето. Понатаму што се вели. И му се даде власт над четвртина од земјата. Да убива со меч и глад, со помор и земни зверови. Страшно. Што значи тоа зборови? Прво, зашто бојата на овој конј е, како што вели македонскиот превод, сива боја? Или сиво-зелена, може. Гледам дека еден хрватски превод, светлост, веројатно, вели зеленко. Се покажа конј зеленко. Така го опишува. Во ред. Меѓутоа, суштината, не знам колко зелената боја има врска со ова, но сивата има многу на некој начин. Некои други преводи го преведуваат ова со бледа боја. Сега не знам како изгледа блед конј. Да, блед. Сте виделе блед конј? Дали е тоа сива, сиво-зелена, сеедно. Претходната боја беше црна. Меѓутоа тоа имаше зошто? Како контраст на првиот конј со бела боја, символот на апостолската црква. Овде после сојузот делумно на црквата со државата, но доволно за да се замати и извалка чистата наука со еден куп суеверија и незнам божички обичаи. Сега четвртиот јавач јава на сив конј. Суштината е бојата на смртта, бледило, затоа што самиот јавач
има име кое што се вика смрт. И дури адот, или како што вели тука хрватскиот превод, што го споменав, подземниот свет одеше по него. Сите овие, и смртта, и адот, ќе бидат фрлени во огненото езеро, како што читаме на крај, во Откровението. Но во времето, во ерата на четвртиот јавач, овие имаат власт, голема власт, над четвртина. Што значат овие зборови? Зарем смртта само во некој период од човечката историја има власт? Нели има власт во целата историја на грехот? Од Адама па до ден денес. Да, меѓутоа да се подсетиме дека печатите зборуваат конкретно за состојбата на црквата. Црквата која што започнала со бела и чиста боја, црквата која што носела живот, која што демонстрирала поголема Божја слава од старозаветната, од законската, бидејќи во Стариот Завет Господ ја покажувал својата слава со тоа што погубувал, убивал грешници, убивал и непријатели, пагански војски, што се кревале против Израел, но во самиот Израел, уште во времето на Мојсей, убивал илјадници, десетици илјади непослушни, десетици илјади оддадени на беззаконие, на идолопоклонство, на блуд. И апостол Павле тоа го нарекува славно, славно беше тоа откровение, славно беше тоа служење. Стариот Завет навистина беше славно. Меѓутоа славата на тоа служење се состоеше во што? Во погубување на непријателот, на грешникот, на секој оној и сето оно што се кревало против Бога, против Неговиот завет, против Неговата вистина. И тоа е навистина славно. А Новиот Завет, таму 2 Коринтијаните 3 глава, апостол Павле го споредува со пославно служење. Зошто? Зато што Новиот Завет носи живот. Славата на Новиот Завет е што грешникот го претвора, кога ќе поверува, се разбира, кога ќе ја прифати милоста, го претвора во светец. Славата на Новиот Завет е што мртвиот го претвора во жив. Значи Господ наместо да погубува живи грешници, значи да ги претвора во смрт, во прав и пепел, тој мртвите, сите они што се духовно мртви, отпаднати, ги преобразува во живи синови и керки негови, во жив храм. Тоа е славата на Новиот Завет. И секога читаме како во новозаветната историја на црквата ќе има еден период каде што повторно не цела црква, бидејќи се споменува четвртина, некоја четвртина, што ли ќе биде тоа? Дали тоа се однесува само на западната страна од сите 4 страни? Каде што Рим единствено имал политичка власт во текот на целиот среден век. Или во текот на оној период кој што е опишан со Тијатирската црква претходно во пораките до 7 цркви. Периодот во кој што символ на отпадната црква била спомената жената Езавелја во Откровението. Она што во Стариот Завет била носител на секое суеверие, идолопоклонство, носител, значи, на секое непријателство против Божијата вистина и против Неговиот завет со Израел. Значи, ако во историјата на црквата некој конј има јавач што се вика смрт,
и самата боја на тој конј укажува на смрт, на бледило. И адот оди по него. Тука треба да разбереме дека се работи за еден период кога во христијанството доминира нешто што е сосема спротивно на Евангелието. Црната боја на третиот конј беше контраст за првиот во однос на светоста, во однос на моралот, така да речеме, на самите христијани, на нивната побожност, чистота. Но бледата боја на четвртиот конј укажува дека во овој период кога не само сојуз на црквата со државата, тоа го имате на многу места, во многу земји, туку кога некој дел од црквата така ќе отпадне, што тоа се случило со Римската црква, самата таа ќе стане држава и поголема од секоја држава. Ќе стане подрска од било која државна власт на земјата. Ќе стане нешто полошо од паганските цареви, што некогаш владееле. Или од денешнија пагански власти, например. Ние може да речеме и денес, што е подобро? Секуларен владетел, дали тоа Асад, Садам Хусейн, Мубарак, нашиве комуњари овдека, или некоја христијанска власт, ама која што ќе го гони Божиот народ, Божијата вистина, ќе го донесе жигот на зверот, ќе укине верската слобода и сето тоа што го се подразбира. Што е подобро? Што е подобро? Пагански цар? Паганска власт? Атеистичка власт, например? Еве да речеме, сеќавате со Роберт Панакок дојде еден Хрват првиот пат во мај 2000 година, се викаше Миро Херцег, потекло од Сплит. Ја нега го запознав прв пат во Германија 99 година на тамошниот собор. И го прашав меѓу другото, тоа беше значи тогаш 99-та беше тогаш. И го прашав и како е сега? Како се подобро е сега во Хрватска или беше подобро во Југославија? Ме интересираше негово мислење. И знаеш што ми одговори? Стvarno, се разбира. Сега тој си беше и адвентист, можеби. Можеби тоа влијаеше за вака да одговори. Меѓутоа, ме изненади што кажа вака. Тито е био 5 пута болji од папе. Не вели дека Тито бил подобар од Туџман, туку бил од папата подобар. Значи, власта во Хрватска била на папата, не на некои локални политичари. Подобро е да имате секуларна власт, колко и да е неверна, безбожна, па и соблазнителна, отколку да го имате зверот на власт. Или антихристот на власт. Бидејќи тој ќе укине верската слобода и ќе го гони Божиот народ. Тоа бил средниот век. Тука самото Евангелие било изопачено. Евангелието не нудело живот. Немало Евангелие, немало радостна вест. Почнувајќи од Августин, во целото христијанство преовладува едно убедување дека човекот се раѓа грешник, осуден, виновен за Адамовиот грев, осуден на смрт и ако не се крсти, ако умре некрстен, да речеме, или некрстена, тогаш е загубена за сета вечност таа душа. Оди во пекол. Згора на тоа се додава и пеколот. Не за џабе е споменат адот тука. Некои преводи го преведуваат како пекол.
Црквата, но тоа не е целата црква, тоа не е Христовата црква. Но она која што имала најголема политичка власт. Она за која што било напишано, една протестантска мисла, која што Елена Вајд само ја цитира во големата борба, јас се сретнав и во првата книга од историјата на протестантизмот, на 4 книги на Джеймс Уайли, историјата на протестантизмот. За таа црква било напишано папското пладне или пладнето на папата, го има тоа во големата борба, се цитира, било полнок за светот. Се сеќавате на таква мисла? Папското пладне било полнок за светот. Црква, која што наместо да носи живот и вистинското евангелие, што значи радосна вест, носи хорор, страшна вест и се е смрт. Значи, прво, смртта се наоѓа во незината наука. Значи, за тебе нема спас, ти ќе одиш во пеколот. Прво, значи, да се напумпаат луѓето со страф од пеколот. И тоа од вечни маки, вечно горење во пекол. Без престан. Лажна наука, се разбира. Но целта на таа лажна наука е што? Страф. Религија базирана на страф. Дури некои непознати атеисти, например Волтер, или мислам дека беше тој, или некои негови колеги, мислам беше исто така и другиот французин, Денис Дидро во пред француската револуција. Сите тие за религијата, а нивниот единствен поим за религија беше што? Католицизмот, во кој што живееле пред тоа. Велат, религијата не е ништо друго, туку страф. Одземи го стравот на еден христијанин, со тоа ќе ја одземеш, ќе ја уништиш неговата религија. Тоа е тоа. Меѓутоа, Христос не проповедал религија. Не проповедал обожување, култ или вероисповед во сојуз со државите од овој свет. Туку напротив, бил некој што и среде Божиот народ на некој начин бил опозиција. Бил противник на сето она што не чинело, што било изопачено во самиот Израел. Лажната религија, а ја сите религии ги сметам за такви, затоа што вистинската вера не е религија. Верата или ја имаш лично, или ја немаш. А можеш да бидеш следбеник на некоја религија и без вера. Да не си има еден куп православни, еден куп католици, еден куп протестанти. За жал има и многу адвентисти. Што значи тоа? Што сакам да кажам со тоа? Има луѓе кои што само ја имаат формата на побожноста. Што значи се следбеници на некоја религија, на некоја традиција, на некој востановен поредок. Може би уште од детството, но и не мора да биде. Едноставно, исповедаш некоја религија. Следбеник си на некоја организирана, институционализирана вероисповед. Се разбира, призната од државата. Може би и во сојуз со државата. Може би и наметната од државата. Тоа е религија. Имал лична вера или немал, тоа е друго прашање. Но вистинската вера не е религија. Верата не е религија, затоа Павле ќе рече, како што има еден Господ, има една вера.
Има многу религии, има само една вера. И едно крштение. Црквата која што проповедала смрт, црквата која што плашела не само со смрт, туку плашела со вечни маки во пеколот, значи, така и била толкувана смртта. Црквата која што ширела страф, црквата која што била спротивност на Христовото Евангелие, е опишена со бледа боја, бојата на смртта. Ја би сакал да прочитам некои мисли од Мирко Голубич, од неговата книга, ја знаете оваа книга, Бесмртност, вродена или стекната. Во врска со четвртиот печат вели само еден мал пасус, што лично ми се допаѓа. Ќе го преведам вака од хрватски. Името на јавачот на бледиот конј, вели тој, е смрт. Црквата во средниот век, наместо да носи живот, носела смрт. И сега видите каква споредба. Римските цареви ги осудувале криминалците со распнување на крст. Добро, тоа знаеме дека било историски случај. Но Римската црква, така наречените еретици, живи ги палела. Што е пострашно? Само затоа што ја читале Библијата. Понатаму, против така наречените еретици биле водени крвави крстоносни војни. Да сетиме, цела Чешка била во војна со папските војски. Значи, во едно време Чешка на страната на Јан Хус, на неговата вера, била во војна против цела Европска унија, против сите папски војски од сите други европски држави, кои што се собрале да завојуваат со неја за да ја покорат. И инквизицијата била основана со цел да се искорени божемното кривоверие. Инквизицијата представувала најгнасното дело кое што го познава историјата на човештвото. Црквата, мисли Голубич на римската, значи, бидејќи и тој од Хрватска, се брани дека никого не осудувала на смрт. Дека таа никого не осудувала на смрт. Дека таа не сака крв. Меѓутоа, тогаш, кога така наречените еретици ги предавала на светските власти, многу добро знаела каква судбина ги чека. На крај, овој автор заклучува нешто што сите адвентисти го тврдели и се согласувале, како и за Тијатирската црква, дека четвртиот јавач го символизира периодот на црковната историја од 538 година, кога Римската црква се стекнува со политичка власт на Запад, па до појавата на реформацијата во 1517 година. Ке биде интересно следната година, 2017, ке биде 500 годишнина од реформација. Точно, 500 години. Интересна годишнина. Да, нема. Значи, ни половина милениум не доживеал. Добро, комунизмот нито еден век не доживеал. Имало и пократки религии, ајде така да ги наречем. Но, сепак ова годишнина ќе биде одбележена. Не знаеме и какви настани ќе се случат. Но, нема да биде лошо да се подсетиме
Од таа причина јас започнав, не знам дали ќе успеам да ги завршам и кога, започнав, сакав да си реков тие 4 дебели книги ги купивме 2004 година, никој што сум ги прочитал. И фатив поред да читам историјата на протестантската реформација. Тие 4 од Джеймс Пайли што се горе. Дебели, секоја една е букава. Добра годишнина. Да даде Господ посебно да инспирира со оваа годишнина, следната година, се разбира, живот и здравие, предходно, бидејќи се уште не сме во таа година и не ни е гарантиран ниту утрешниот ден. Тука ќе застанеме, ќе продолжиме со последните печати, 5-тиот, 6-тиот и 7-тиот. Понатаму, сега ги заокружишме само јавачите, значи првите 4 печати, кои што се така повеќе историја, со некои импликации во денешно време, а посебно интересни ќе бидат 5-тиот, 6-тиот и 7-тиот печат, бидејќи тие не зборуваат за јавачи, но зборуваат за нешто друго. Конкретно 5-тиот печат, ако даде Господ живот и здраве следната сабота. Нека му е фала и слава